На земјоделците од Кочанскиот регион им предстои една од најнеизвестните сеидбени кампањи, бидејќи на 15 дена пред стартот состојбите на терен се крајно неповолни. Практично во Кочанската котлина владее целосна неизвестност кога е во прашање невременото и квалитетно извршување на сеидбените активности, бидејќи многу суштински работи стојат недефинирани или не функционираат. Примерно е што резервите вода во акумулациите се половични и не гарантираат успешна наводнителна сезона. Дали тоа ќе предизвика корекција на сеидбениот план или ќе се ризикува со природата и хидролошката ситуација, ќе се знае во наредните неколку дена. Трет момент секако е семенскиот материјал кој оваа година ќе се обезбедува главно од увоз. Институтот за ориз годинава не се појавува како производител и понудувач на сопствени и други сорти семенски материјал, па се им се препушта на трговците. Впрочем, деновиве ориз од италијанските сорти Сан Андреа и Глорија на земјоделците им нудат трговци кои засега не ги откриваат цените, но велат дека зависно од количините ќе се движат од 80 до 100 денари за килограм. Дали и колку земјоделците ќе се одлучат во нивите да користат квалитетно семе од прва репродукција, доправа ќе се види. Иако првичниот интерес не е оптимистички. Значи ли тоа дека наместо семе во нивите ќе се фрла меркантил? Политичката криза и нефункционирањето на одредени ресори и служби доведоа до ситуација да доцне исплатата на субвенциите, што е многу значајно за оризопроизводителите. Прво затоа што свежите пари ќе им овозможува соодветно и навремено да ги подготват и да ги посеат површините. Второ, да набават квалитетен репроматеријал кој е предуслов за богат род и приноси. И трето, да го пребродат периодот на блокиран откуп и ниски цени кои ги диктираат откупно-преработувачките капацитети. Дека состојбите пред стартот на сеидбата не се неповолни, зборуваат коментарите меѓу земјоделците дека големи површини ќе останат непосејани, бидејќи оризопроизводството стана нерентабилно. Особено меѓу ова и претходната реколта, многу земјопоседници кои своите ниви ги даваа под одреден закуп на други земјоделци, сега се жалат дека им откажали дека практично нема кој да ги работи, а планот за пролетва е околу 5000 хектари кои треба да се посеат со оризова култура.